Секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство во Кочани ги представи мерките за спроведување и користење на инструментот за предпристапна помош на Европската Унија за рурален развој ИПАРД 2014-2020. На средбата се дискутираше за можностите што ги имаат македонските рурални средини за искористување на средствата од европските фондови, при што фокусот беше ставен на мерката 3 – инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. На презентацијата беше истакнато дека прифатливи инвестиции за поддршка со оваа мерка се изградбата и реконструкцијата на згради и друг недвижен имот, купување нови машини и опрема, инструменти и специјални транспортни резервоари. Присутните на презентацијата оценија оти условите што се нудат со ИПАРД програмата се поволни, а дел од интересот беше насочен кон можностите за поддршка за набавка на опрема и механизација за преработка на житарици. Дел од земјоделците имаат позитивно искуство со поддршката од државата преку мерката Млад земјоделец, па според првичните сознанија од презентацијата сметаат дека на правните лица им се нудат одлични можности за поддршка во унапредувањето на нивната дејност. Корисници на средствата од ИПАРД програмата можат да бидат правни лица, односно трговски друштва во рангот на микро, мали и средни предпријатија до 250 вработени и со годишен обрат до 50 милиони евра. Исто така, корисници можат да бидат и задруги што се занимаваат со преработка на млеко и млечни производи, преработка на месо и месни производи, преработка на овошје, зеленчук, житарици, мелнички производи и скроп, растителни и животински масти и масла, како и шира, вино и оцет. Исто така, финансиска поддршка може да добијат и правни лица кои произведуваат енергија со преработка на примарна биомаса од растително и животинско потекло со исклучок на биомаса од рибни производи. На средбата со земјоделците од Кочанскиот регион беше образложена и постапката пред Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за користење средства од ИПАРД програмата, за што веќе е распишан и јавен повик. При тоа беа представени и примери за успешно реализирани проекти од претходните јавни повици.